Добар ден, ученици! Јас сум Стоја Митревска, оделенски наставник од Општинското основно училиште Никола Карев од Радовиш. На часот ќе работиме по предметот Општество за второ оделение, а темата е сообраќај. Имаме неколку цели кои што треба да ги постигнеме, а тоа се да умеете да ги препознавате видовите сообраќај, да умеете да ги именувате, групирате и опишувате сообраќајните средства, подобро меѓусебно да се запознаете, да учите едни за други во непосредната комуникација и контакт и да развивате чувство на припадност кон групата, независно од припадноста на конкретна етничка заедница. За да создадеме пријатна работна атмосфера и добро расположение, предлагам да се подсетиме на песничката што ја учевме во прво оделение, која што се вика Патување. Предлагам, кога ќе пеам јас, да пеете заедно со мене. Патував, патував јас со воз, видов еден голем мост. Едно патување, едно доживување, едно патување, едно доживување. Патував јас со автобус, патот беше многу густ. Две патувања, две доживувања, две патувања, две доживувања. Патував јас со авион, видов голем стадион. Три патувања, три доживувања, многу патувања, многу доживувања. Бидејќи сме веќе распеани и подготвени за работа, продолжуваме понатаму да ги запознаеме сообраќајните средства со кои што ние патуваме онаму каде што сакаме или каде што имаме потреба. Најпрво да се подсетиме за видовите сообраќај, да кажеме дека постојат копнен или сувоземен, воден и воздушен сообраќај, а сообраќајот значеше превоз на патници и стока или товар од едно место на друго. За овој час, вие ученици пред себе треба да имате бел лист хартија на кој ќе нацртате две вертикални линии, со што на листот ќе добиеме три колони, моливче и дрвени бојци. Ќе проследиме заеднички презентација, преку која ќе патуваме заедно со девојчето Марина и ќе ги научиме сообраќајните средства. Патувањето на Марина. Марина со нетрпение го очекуваше летниот распуст. Дојде и тој ден. Марина со автобус тргна по патот за Охрид. Беше воодушевена од патувањето со автобус, затоа што таа прв пат патуваше со ова превозно средство. Во Охрид ја чекаше нејзината другарка Маргијана со родителите. Сите заедно со автомобилот се упатија кон центарот на Охрид. Марина беше пресреќна. Низ улиците на Охрид имаше најразлични превозни средства. Автомобили, мотори, велосипеди, камиони, противпожарни возила, трактори и што уште не. Сега ве замолувам да го стопирате видеото, да ги запишите имињата на сообраќајните средства што ги видовте во првата колона од листот, на тој што е до вас да кажете кое сообраќајно средство има два круга и еден четириаголник од оние што ги видовте и да се обидете да го нацртате тоа сообраќајно средство под колоната. Слегоа крај кејот на реката
и уживаа во убавата гледка на езерото. За среќата да биде уште поголема, на небото се појави еден авион. Малку понатаму се забележаа хеликоптери и авиони. Од хеликоптерот излетаа летоци на кои пишуваше: бесплатно возење со брод до Свети Наум во 12 часот. Ве замолувам да го стопирате видеото, да се сетите кои сообраќајни средства ги видовте и да ги запишете во втората колона. Имињата на тие сообраќајни средства кажете ги на тие што се блиску до вас. Двете другарки, Марина и Маргијана, го прочитаа летокот и веќе на нивните лица се гледаше насмевка. А зошто? Родителите не можеа да им ја скратат таа среќа. Приближуваше 12 часот. Сите заедно се качија на бродот. Од бродот забележаа најразлични превозни средства во водата: чамец, глисер, подморница, брод, едрилица, кајче. Што мислите, ученици, по што се движат овие сообраќајни средства? Ве замолувам да го стопирате видеото и да ги запишите овие сообраќајни средства во третата колона. Оние што се до вас, нека ги слушнат имињата на сообраќајните средства што ги гледате. Откако стигнаа до Свети Наум, се прошетаа и се заминаа. Утредента сите заедно со воз отидоа за Скопје. Во домот на Марина, двете другарки решија да ги запишат сите доживувања од нивното патување и да го нацртаат омиленото сообраќајно средство. Ученици, оваа сообраќајно средство што го гледате пред вас се вика воз. Знаеме сите, но во која колона ќе го запишеме? Се разбира, се движи по шини, а шините се поставени на копното, значи ќе го запишеме во првата колона. Сите беа среќни и задоволни, а посебно Марина, бидејќи заедно научија се за видовите сообраќај и сообраќајните средства. Таа сега знае дека постојат различни видови сообраќај: копнен или сувоземен, воден и воздушен. И во зависност од тоа каде се движат сообраќајните средства може да бидат копнени, воздушни и водени. Сега ве замолувам текстот со црвени букви да го прочитате на присутните околу вас. Понатаму на вашиот лист, што го пишувавте и пополнувавте, да напишите наслов над секоја колона, зависно од имињата на сообраќајните средства, и сето тоа да го покажете и прочитате на присутните околу вас. Ако тоа успешно го завршите, значи сме ги постигнале целите од овој час. Следува и домашна работа. Со виолетови букви е напишано: нацртај го и ти сообраќајното средство со кое сакаш да патуваш и прати го како покана на другарчето со кое сакаш да одиш на тоа патување. Ученици, можете оваа покана да ја изработите во пењ и ве замолувам од домашната работа да ми доставите слика. Среќен пат!
Довидување ученици до следниот час.